За економските предизвици, европските движења. Имаме инвестиции, па немаме инвестиции. Не очекували европски инвестицијски бум или пак застој. Што се случува околу на релација Европска Унија Македонија во делот на превозниците? Гостин во ова издание на Трилинг Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвеститори. Господин Мизо, прво ве прашам и како председател на Советот, но и како директор на странска компанија. Кои се последиците од ова топло-ладно политика на Брисел во однос на транспортот со суровините? Можам да ви кажам, тоа беше некаде крајот на јануари, почетокот на февруари, тие неколку дена, кога границите од сите земји на Западен Балкан беа блокирани, ние како компанија имавме големи штети. Како прво, тој протест, односно тоа затворање на границите од страна на нашите клиенти не беше прифатено како виша сила или форс мажор, што значи дека обврските за ние да ги доставиме нашите производи кон клиентите во Европа останаа на нас. И заради тоа имаше многу специјални транспорти, авионски транспорти, кои беа организирани за странските компании овдека да не го застанат производството на BMW, на Mercedes, на Volkswagen и многу други производители во Европа. Штетите, би рекол, зависно од компанија, за некои компании може да беа во стотици илјади евра, за некои сигурно надмина и над милион евра, бидејќи зависи од волуменот на производот кој се произведува. Начинот на кој ова Америка е донесена, односно, иако таа Америка веќе подолго време е во сила, сега ќе има многу директно спроведување на истата, значи дека безбедностите проблеми се земени многу повеќе во обзир отколку она што значи трговските начини и критериуми помеѓу Западниот Балкан и Европска Унија и она што значи со самиот договор за стабилизација и асоциација и отварањето на пазарите во Европа за производители во нашиот регион, на кој начин приближувањето на нашите земји кон Европска Унија е перцепирано. И заради тоа, ќе ви кажам еден пример, во автомобилската индустрија, помеѓу Македонија, Србија и Босна, околу 110.000 луѓе работат во така наречени Tier 1 или Tier 2 компании добавувачи од таа индустрија. А ако ова се повтори или потрае малку подолго од претходниот пат, можам со сигурност да кажам дека влијанието на европската економија, на сите оние локации каде што се произведуваат автомобили, без разлика дали е тоа западна или источна Европа, ќе бидат многу поголеми отколку она што се случи на почетокот на украинската криза или пак кога беше блокиран Суетскиот канал или слично. И затоа треба навистина да се изнајде некое прагматично решение кое ќе ги задоволи сите оние безбедносни очекувања и можеби ризици кои Брисел ги гледа, но истовремено економски, бидејќи претежно овие компании кои се наши клиенти се лоцирани во Европската Унија. Господин Мизо, минатата година имаме драстичен пат на странските инвестиции. За 9 месеци минатата година влегле само 209 милиони евра или 4 пати помалку од 2024. На што се должи ваквиот негативен тренд? Точна е вашата констатација и мислам дека можеби до крајот на идната недела дури бројките за целата 2025 година ќе бидат објавени од страна на Народната банка и Заводот за статистика. Неколку фактори според мене. Прво, и вредноста на инвестиции во 2024 треба да се направи една анализа и структура. Голем дел на тие инвестиции, тие рекордни над 1,2 милиарди инвестиции кои беа влезени во 2024 не беа само реални инвестиции, туку беа и меѓукомпаниски заеми кои на еден или друг начин беа вратени од сестринските компании кон некои од компаниите тука во Македонија, пред се една компанија, не сакам да кажам за која компанија станува збор, така да тие финансиски движења статистички влегоа како странски инвестиции. Минатата година точно кажавте дека се намалени инвестициите, ние како Совет за странски инвеститори активно не сме вклучени во тој процес на привлекување на инвестиции. За нас е многу поважно каква е бизнис климата, условите за водење бизнис или за потенцијално реинвестирање. Иако можам да кажам дека
во еден подолг временски период на еден или друг начин, мислам дека државата не се фокусира толку на привлекување на странски инвестиции како во еден некој поизминат период. Бидејќи може да видиме дека и голем број на конкурентски земји од регионот, но се повеќе и повеќе и од Северна Африка се многу проактивни во процесот на привлекување на странски инвестиции, но сепак имаме реинвестирање на постоечки компании. Она што е важно е секогаш да се види која е структурата на тие компании. Дали тие компании кои инвестираат тука креираат додадена вредност или дали се тие компании во многу случаи во недвижнини, во градење на шопинг молови, трговски центри или слично, бидејќи и тоа е странска инвестиција, но реално гледано додадената вредност е многу поразлична отколку ако имате некој производствен погон кој е извозно ориентиран, посебно со висока технологија, или пак ако се некои сервисни услуги, но тие сервисни услуги можеби не се големи во вредност на инвестиција, но се големи во додавање на вредност. Имаме пат на странските инвестиции. Имаме пат на странски инвестиции. Дали со тоа паѓа во вода тезата дека ни следува или не има зафатено инвестициски бум? Вака. Пак ќе кажам, зависно како вид на инвестиции велиме и како ги привлекуваме. Ако компанија се јави на тендер во некој сектор, без разлика дали е тоа природни ресурси, енергетика или слично, за да експлоатира природен ресурс во државата или за да произведува струја, без разлика да локалните потреби или за извоз, е една работа. Друго е да вие работите активно во некој подолг период да привлечете производствени компании, а како што знаете, во периодот од 2007 до 2017 година, најголем дел од тие инвестиции кои беа привлечени во тој момент беа компании во производствениот сектор и заради тоа во денес ние како Совет за странски инвеститори имаме контрибуција од речиси 60% во извозот на државата, бидејќи тие се тие компании кои дојдоа во тој период и добар дел од нив и ги проширија своите активности во периодот од тогаш. Но јас сметам дека навистина е важно да се направи една стратегија. Како што знаете, во јавноста неколку пати е кажано во изминатиот период дека се уште не постои стратегија за привлекување на странски инвестиции, да се види кои точно сектори треба да се таргетираат и многу професионално да се таргетираат тие сектори со соодветните компании од тие сектори. Не мора да биде автомобилска индустрија. Јас сметам дека треба да имаме диверсификација и да одиме малку пошироко од оваа индустрија. Например, медицинска опрема, други работи што се поврзани со напредно технолошко производство и секако да не бидат ова трудоинтензивни компании, бидејќи имаме проблем со квантитетна работна сила, туку да бидат компании кои нема да имаат многу повеќе од 500 вработени. Јас би рекол помеѓу 200 и 300 вработени со голем дел на технолошки активности кои ќе може активно да извезуваат, но и да имаат добавувачи не само локално, туку и регионално. Американските инвеститори Аптив и Дура си замина од државата, од друга страна власта вели добро, на некој начин се обидува да ја релативизираат работата до тој степен вели едни си заминуваат, други ќе дојдат. Но колку таквите потези на странските инвеститори се индикатори за деловната клима дома? Во случајот на тие две компании кои ги спомнавте, едната престана со работа, другата треба да престане со работа во втората половина на оваа година. Во случајот на Аптив, од она што јас лично го знам и она што е кажано во јавноста, тука директно се работеше за нивна интерна бизнис одлука, бидејќи сакаат да направат дополнителна консолидација на нивни две локации во Европа, а од друга страна Дура заради драстично намалување на побарувачката и еден клиент кој го има, едноставно тој бизнисот не беше логичен да се продолжи. Но јас сметам дека она што е многу важно, прво, лошо е за било која држава кога имате повлекување на странски инвеститори, без разлика на причината. И секогаш треба активно да се работи, според мене, целиот оној процес на aftercare, услуги кои се даваат кон компаниите, не зборуваме само странски, но и домашни компании, на кој начин институциите на државата се проактивни во директно барање до компаниите дали е нешто потребно, што и на кој начин може бизнис климата, условите за работа да се подобрат, да се намали нивото на бирократизација,
за тие да се осеќаат дека се добре дојдени тука, но истовремено бидејќи овие компании, како што гледате, може да бидат и на многу други локации, не само кај нас. Но истовремено да има активен пристап од страна на институциите кои мислам дека подолго време не постоеше, да има средби со менаџерските тимови на тие компании, не на локално ниво, туку на европско или на глобално ниво. На тој начин, како држава, вие давате еден сигнал дека овие компании се не само добре дојдени, но многу важни за локалната економија и ќе им се отвори можноста на лице место да ги кажат некои од нивните потреби, забелешки, индикации како некои работи да се подобрат. На тој начин мислам дека ќе успееме не само да задржиме повеќе компании, туку и да ги стимулираме тие да реинвестираат, бидејќи е многу полесно да имате реинвестирање на постоечки инвеститор отколку да привлечете нов. За прв пат по 12 години минатата година доцнеше исплатата на државна помош во однос на странските инвестиции во државата. Дали исплатена е во целост сумата во однос на долговите кон странските инвестиции и за колкава сума станува збор? Точно беше и тоа беше кажано од страна на еден инвеститор некаде пред крајот на минатата година дека има доцнење во исплатата на државна помош пред се од една институција и она што беше потоа објаснето е дека не било транспарентно дефинирано дали или не треба да се врши исплата за време на локалните избори. Коментарот на инвеститорот, но мислам дека и голем број на инвеститорите кои се присутни долго време е дека низ целиот овој изминат период имало многу изборни циклуси, без разлика дали тие биле локални, парламентарни или председателски, но сепак овие договори се повеќе годишни договори и обврски кои се превземени од страна на државата. И мислам дека тука треба да се изнајде едно правилно токлување, бидејќи е малку чудно, искрено да ви кажам, дека во 11,5 години претходно ова можело, а сега одеднаш не може, бидејќи треба некој директно да каже дали е едното или другото, овдека е црно или бело. Не можеме да имаме некоја сива дефиниција на сите овие активности, бидејќи тие се работи кои се буџетирани од страна на државата, бидејќи се знаат кои се обврските на инвеститорите и врз основа на нивното исполнување се знаат кои се потоа обврските на државата. Обично има лимит на годишно ниво на исплата на траншите. Обично тој лимит, без разлика дали е тоа врз основа на вредност на инвестиција или раст на инвестиции, е 1 милион евра. Господин Мизо, како менаџер на германската инвестицијска компанија, односно Костал, пред некој период бевте скептик околу развојот, економскиот развој, но сега економскиот развој на државата или на Европа? Говорам во однос на развојот на Костал во Македонија. Добро. Но сега се зголемува вложувањето во растот на вработените, инвестирате многу во компанијата. Дали тоа е индикатор дека автомобилската индустрија се стабилизира, иако ја дојдов до одредени податоци, 124.000 работници минатата година се отпуштени. Најголемиот дел во Германија. Така е. А најголем број во автомобилската индустрија. И дека овој тренд, негативен тренд, ќе продолжи дури и ова 2026. Апсолутно. Тие 124.000, над 50.000 беа во автомобилската индустрија и тие се отпуштени од Германија, но не значи дека можеби во други земји во Европа или Северна Африка делот тие работни места не се компензирани. Причината заради која производството во Германија паѓа е трошоците и неконкурентноста. Она што го кажавте, не е дали сум бил скептик, понекогаш дури во развојот на Костал мога да кажете да земате во обзир што се случувањата во Европа, каде што е вашиот главен пазар. Ако ги гледаме европските бројки, пред неколку дена излегоа германската стопанска комора во Берлин ги зголеми очекувањата за оваа година за германскиот бруто домашен производ од 0,7 до 1%. Сепак многу анемично, мораме да признаеме, иако во последните 2 до 3 години бројката беше негативна, така да Германија беше во техничка рецесија или за минатата година е на некоја многу мала позитивна бројка. Од друга страна, еврозоната се очекува да расте оваа година 1,1%, што е помалку од 1,5% минатата година. Во автомобилската индустрија во јануари, во најголемите европски пазари каде што се продаваат возила, секаде, освен во Италија,
имавме намалување на продажбите и тие намалувања споредено со јануари 25-та беа помеѓу 3 до 15% намален обем на продажби на возила. Ние како Костал можам да кажам дека минатата година беше убедливо најуспешна година. Имавме зголемување на обртот и обемот на работа споредено со 24-та од околу 60%. И дополнително за оваа година планираме за зголемување од уште 20-тина, можеби до 25%, што е тотално различно и парадоксално ако сме отворени според она што се случува на европскиот пазар, поради специфични причини. Имаме нов проект за енергетска електроника, Power Electronics, што се вградува во сите плагин хибридни електрични возила на Volkswagen групацијата, кои ексклузивно се произведуваат во Охрид за глобалниот пазар на Volkswagen. И тука мораме да знаеме дека иако бројот на возила кои се продаваат или стагнира или благо паѓа во Европа, сепак електричните возила е многу поголем удел отколку пред се дизел возилата се речиси исчезнати, освен на Балканот, а исто така и бензинците се намалени, а истовремено имаме еден многу комплексен производ на специјални кровни модули за сите модели на возила на Мерцедес. И тие два проекти ќе ни додадат голема бројка. Минатата година завршивме со извоз од над 240 милиони евра, оваа година можеби и да стигнеме до речиси 300 милиони евра. Тоа за држава како Македонија е многу, тоа и за нас како Европа е голема бројка, бидејќи ние ги бидеме втора најважна производна локација во Европа и како што кажавте, многу инвестиции, но и многу вложување во подобрување на квалитетот на работната сила и сите оние знаења и вештини кои се потребни, неопходни, за да можеме да се справиме со технолошките потреби. Минатата година имавме и посета на нашите фабрики во Кина, бидејќи она што се случува во Кина навистина е во друга брзина и понекогаш во друга галаксија. Кога сме кај Кина, интензивно, агресивно влегува на европскиот и на балканскиот пазар. Дали ова ќе ги помати сметките во тој дел? Многу добро прашање. Прво една работа мора да констатираме. Пред короната, 2018-та, продажбата на возила во Европа беше 25% поголема отколку што е сега. И Европа нема да се врати на тие бројки никогаш. Тоа е очекувањето од автомобилската индустрија. Значи, 25% помалку возила се продаваат во Европа сега, отколку во 2018 година. Од она што е продажбата во Европа, иако има стагнација, минатата година имаше многу мало зголемување, речиси 1,5% споредено со 24-та, се поголем удел во тој колач се кинеските брендови, кои засега се произведуваат ексклузивно во Кина, но веќе гледаме од оваа година ќе имаме производство во Унгарија, во Шпанија, се очекува производство да се случи веќе и во Турција, потенцијално и во Германија на кинески брендови на возила. Четвртиот квартал лани, кинеските брендови продадоа повеќе возила во Европа од корејските брендови. А знаеме дека Hyundai и Kia не се брендови кои не се секојдневни. Многу често ги гледаме нив. Значи тие веќе имаат удел на пазарот над 8,5-9% на квартално ниво, а се очекува во следната година и пол да ги стигнат и престигнат и јапонските производители на возила. Тоа значи дека за нас, кои произведуваме пред се за возила кои се произведени во Европа, не мора да се само европски. Може да предат и американски, и корејски, и јапонски. Но кинеските, ако им е дозволено да дојдат и да произведуваат тука, а сите компоненти да доаѓаат од Кина, тука се намалува колачот за сите нас како производители на компоненти. И тоа ќе има многу голем притисок и ќе значи една од две работи. Или ќе има пропаѓање на компании, како автомобилски компании, или производувачи на компоненти, или консолидација. Бидејќи е неопходно тоа да се случи, бидејќи во моментот во Европа има многу поголем капацитет од она што е искористеност. Но морате да знаете дека и во Кина таа ценовна војна која се случува таму за тие нивни 130 производители на возила, огромен дел од тие компании не се профитабилни. На еден или друг начин не добиваат тие секоја субвенција од државата, туку од провинциите или од
големите мегалополици, градови каде што се тие лоцирани. И на крај и тамо ќе мора таа бројка да се намали, според мене, не повеќе од 15 брендови, може би и помалку, но во иднина има некои размислување дека ќе постојат 5 до 7 глобални брендови, од кои минимум 2 ќе бидат кинески и ќе имаме консолидација, бидејќи цените на тие возила од Кина кои доаѓаат овде во Европа се драстично поевтини од било она што може да биде произведено или пласирано од европските производители заради трошоците и заради она што и Volkswagen самиот призна, во Кина цената на произведување на возило е 50% од она што е во Германија и многу побрзо целиот тој дизајн и анализа се прави отколку истото да се прави во Европа. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Виктор Мизо, претседател на Советот на странски инвеститори и менаџер на Костал. Мора да бидеме објективни. И ние како универзитети сме должни да бидеме и поотворени и потранспарентни, но мора и да се задржи високиот степен на слободна мисла на професорите и на општо на целата академска средина, за да можат да ги изразат и критичките мислења и начинот на кој што секоја прогресивна мисла функционира.